Насилникот кој ќе крене рака врз член од своето семејство ќе се гони по службена должност и без жртвата да поднесе пријава. Со новите измени во кривичниот законник се предвидува за институциите веднаш да реагираат. Доволно ќе биде случајот да го пријави и случаен минувач, кој ќе биде сведок на грозоморниот чин. Досегашната пракса покажува дека голем дел од жртвите поради заплашување или економска независност се повлекуваат од постапката, поради што насилникот останува неказнет. Тоа е огромна промена, бидејќи многу жртви молчат од страв, срам или притисок од околината. Сега системот нема да чека, тој ќе реагира. Со ова покажуваме дека како држава стоиме цврсто за жртвите и дека насилството нема да се игнорира и дека секој чин на насилство ќе биде санкциониран. Ова е порака на надеж и охрабрување за сите што долго време страдаат во тишината. Ваквите измени ќе донесат суштински промени. Категорични се граѓанските здруженија кои се активно вклучени во борбата против семејното насилство. Жртвата ќе се охрабри, бидејќи ќе знае дека е заштитена, а насилникот нема да може да се сокрие зад зидовите на домот како што беше случај досега. Кога институциите ќе почнат да постапуваат веднаш по службена должност, тоа ќе значи дека насилникот нема да може да се сокрие зад зидовите на домот. Насилниците ќе знаат дека ќе има последици, а жртвите ќе знаат дека не се оставени сами да се борат. Ова може да се донесе и вистинска промена не само во бројките, туку и во свеста во општеството. Според анализите на граѓанскиот сектор, дури 70% од жртвите на семејно насилство по пријавувањето, по притисок од насилникот или семејството ги повлекуваат изјавите. Таков беше случајот и со убиството на 29-годишната штипјанка Емилија Пешева. По пријавата во Центарот за социјални работи, притисната од партнерот, таа ја повлекла изјавата за по неколку месеци потоа тој да ја лиши од живот.